Вчера вечер во Домот на културата во општина Ѓорче Петров, во состав на одбележувањето на денот на ослободувањето на општината, под мотото Скопје слободно, Ѓорче гори, беше организирана хуманитарна забава за помош на Христина Митревска од основното училиште Ѓорче Петров, која боледува од редок и тежок облик на заболување. Општината и претходно со организирање на хуманитарни забави, но и со доделување на парична помош и помагаше на малата Христина. Денеска е 14-ти ден на ослободување на Ѓорче. Мотото на овој настан вели Слободно Скопје, 13-ти Ѓорче гори. Денешниот ден е цел ден посветен со различни активности, почнувајќи од 11 часот со полагање на цвеќе пред паднатите борци. Потоа веднаш се премина во Домчево, каде што сме сега. Имаше активности за најмладите, тоа беше соната, детскиот фестивал и распишан литературен конкурс за учениците од 1 до 9 одделение, на кој градоначалник подели пригодни дипломи и поклони за прво, второ и трето место. Веднаш потоа, во соработка на малце постарите, се направи турнир во фудбал, во кој што учествува општинска администрација и полицијата. Имаме една забава за сите возрасти од 20 до 23 часот, се со цел за помош на малата Христина, која е ученичка во основното училиште Ѓорче Петров. Боледува од специфична болест и ние, како дел од општината, ова е трети пат во кој што помагаме за успешно нејзино лекување. Сега следува следна операција и оваа забава посветивме за најмладата и за онаа за која што најмногу е потребно. Христина е денеска меѓу нас, а меѓу нас се и многу кои сакаат да помогнат, но и да бидат од оваа прослава за 14. Лекувањето на Христина се уште е неизвестно, иако таа е поканата во Вашингтон на бесплатна експериментална диагностика, со цел конечна диагноза на незината состојба. Семејството на Христина не е во можност да ги обезбеди потребните парични средства за превоз и престој во Соединетите Американски држави. Затоа помош бараат од хуманите граѓани. За какова болест станува збор, кога е диагностицирана и какви се вашите очекувања? Вака сега, ние со Христина после 8 години се дозна диагнозата во Америка. Сега се надеваме на подобрување. Од јануар да почнат со лекувањето. Станува за долготраен процес или? Да, долготраен, да. Значи не станува збор за операција, туку за подолготраено лекување? Уште не се знае, немаат официјална. Колку средства се потребни? За сега потребни ми се само за патните трошкови и сместувањето. Затоа што она уште се води во Америка, во таа болница и треба уште испитување, уште така. Само знаеме дека со тешка болест. Она има 11 години, како што ни кажа. Уште 2 месеца, 12. Може ли да ни кажете дали се соочувате со проблеми околу незината болест, со какви све потешкоти се соочувате секојдневно? Бога ми, тешко е. Јас како мајка тешко е. Трчи на работа, детето да си го гледаш, напади, сега со инекции, многу тешко е. Значи, покрај проблемот со висината, има и други? Да, секојдневно со температура сме ние. Секој ден со болки сме. Го замолувам македонскиот народ колку може нека донира за мојата ќерка, барем да има надеж, понатака да имаме надеж за нејзиното лекување. Христина е паметна 12-годишна девојка, иако кога ќе ја видите ќе помислите дека станува збор за 3-годишно дете. Ретката болест која го нападнала ова девојче
Покрај растот ги напаѓа и останатите органи. Незината единствена желба, како што самата вели, е да порасне. По повод одбележувањето на Денот на ослободување на општина Ѓурче Петров, вечерва во Домот на културата во општината се одржува хуманитарна забава. Оваа хуманитарна забава е со цел да се помогне на Христина, која што боледува од ретка болест. Токму со нас вечерва е и самата Христина, на која што е потребна вашата финансиска помош за да ја надмине оваа болест и да биде еднаква, иста како и сите останати деца. Христина, најнапред да ни кажеш како се викаш, како се презиваш и во кој училиште учиш и колку години имаш? Се викам Христина Митревска. Во Ѓорче Петров учам, 11 години имам. Може ли да ни кажеш каква помош ти е потребна и колку средства се потребни за твоето лекување? За да пораснам Каде ќе се изврши лекувањето? во Америка. Кога треба да заминеш? 18 јануар. Дали се собрани потребните средства до сега? Не. Вие имате отворено и телефонски броеви, телефонска линија за донирање. Може ли на нашите гледачи да им ја кажеме бројот на телефонската линија за да донираат? 143 502. Тоа е од ВИП. А на T-Mobile? 143 133. Имаш ли една порака за крај до нашите гледачи за да донираат сите и да ти помогнат? Многу да би помогнат за да порасна. Јас се надевам дека гласот на ова сладко девојче ќе допре до вас и ќе ги земете телефоните во вашите раце, ќе го завртите бројот и ќе донирате за да може, како што самата вели, да порасне.